Благодарам, подпредседателке. Излегов на говорница, иако гледам дека тоа не е многу пракса во интерес на времето, за да ви покажам, нема да го пуштам видеото, се разбира од коректност, само да знаете вака, ако побарате Шекеринска, Павле, Копанки, детско одморалиште Пелистер, ќе го најдете на интернет. На YouTube е фатено, меѓутоа може да се најде низ интернет ако се побара подобро. Тоа е на видео кај што вашите кандидати за пратеници го снимија во детското одморалиште Пелистер и тоа драматично. Првен доаѓа Павле Богоевски, па пробва дека е заклучено, па излегува некој од локалните функционери на СДСМ, па не враќа во детството како тоа сите граѓани на Битола и околината, таму ги поминуваја детските години, па се приклучува и Шекеринска. Играте со емоциите на битолчани. И викат, да, ние ќе го реновираме детското одморалиште, да, ние ќе го реновираме и планинарскиот дом Копанки. И јас, од кога во овој мандат сме пратеници, го поднесувавме со колешката Олга секој буџет, овој амандман никогаш не го прифативте. Меѓутоа сега има едни нови моменти. Ова е како си игравте со емоциите, односно како лажевте, така најблаго кажано. И бидејќи нема волја кај оваа власт, нити за Копанки нешто направивте, а на локално ниво немаше седница на Советот каде што не ја злоупотребувавте и таа тема, дојдовте, ја водевте локалната власт, па 300 кав ги направивте со здруженијето, планинарското здружение за домот на Копанки, и еве сега и вас ви известувам и јавноста во Македонија, посебно во Битола, дека локалната самоуправа веќе помага да се реновира домот Копанки. Меѓутоа, што се случува со амандманот кој што ние го поднесовме? На 12.8.2022 година локалната самоуправа на Битола поднесува барање до владата, инаку ова детско одморалиште повеќе од 30 години беше во функција и е во ингеренција на Министерството за труд и социјална политика, а не на Националниот парк Пелистер, кој што нема никакви ингеренции. И локалната самоуправа поднесува барање со кое што бара од Министерството за труд и социјална политика да му се отстапи детското одморалиште и општина Битола да го направи. Ова е еден документ од 9.2.2023 година и јас, заради битолчани, ќе го прочитам во целост. До Министерството за труд и социјална политика со допис барање за мислење се обрати Генералниот секретаријат на владата со број тој од 12.8.2023 година, заведено во Министерството за труд и социјална политика, број тој, во врска со барањето за отстапување на детското одморалиште Пелистер на општина Битола, со цел негово рестартирање како јавно детско одморалиште со намена за одмор и рекреација, Министерството за труд и социјална политика во рамки на своите надлежности го дава следното мислење. Детското одморалиште Пелистер во Битола е во собственост на Република Македонија, а корисничко право на детското одморалиште има Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика ве известува дека нема да даде согласност на одлуката за престанок на користење и пренесување на собственост на недвижна ствар, објект на општина Битола, од причина што Министерството за труд и социјална политика, пазете, имало план детското одморалиште Пелистер Битола да го реобнови и стави во функција за потребите на Министерството. Ова заменик министер сигурно до вас не стигнала ова информација, меѓутоа, како тоа труд и социјала не го дава на општина Битола, туку ќе реновира за своји потреби, а ваму во буџетот не се предвидени средства.
И еве го користам ова можност, ова моје обраќање, иако сега веќе може би веќе доцна, завршува 2023, 2024 ќе биде веднаш изборна година, па некој друг министер од друга влада ќе процени дека е паметно, кога веќе Министерството не може да инвестира во ваков објект, да го даде на општина Битола, кога општина Битола веќе поднела барање и може тоа да го направи. Тоа е еден објект во кој што многу деца од цела Македонија беа таму на летни распусти. Ви благодарам.